Богата културна програма во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Годинишното 28 издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедијата го посетија повеќе од 7000 љубители на театарската уметност. Организацијата и посетеноста на највисоко ниво. Големите имиња театарот има можност повторно да бидат заедно со публиката, која неуморно беше дел од секоја фестивалска вечер. Имавме 11 театарски представи, театри од Македонија, од Бугарија, од Србија. Навистина ние како раководство, односно како вработени во Центарот за култура сме презадоволни по тоа како помина годинешното издание, а исто така сигурен сум дека и публиката е задоволна од понудените представи. Сите билети беа продадени, се бараше билет повеќе. Но навистина убаво е кога видите која салата е исполнета, кога имате театарски фестивал кој го организира градот, а навистина се бара билет повеќе и има публика за тие театарски представи. Главната награда ја доби Ѓорѓи Олевски, бог на колежот од МНТ, и навистина и тој е презадоволен бидејќи рече дека ова му е прва награда на фестивал, театарски фестивал за комедија и навистина многу му значи наградата и сигурно и му посакувам успех и во понатамошната негова кариера. Како да не се радувате кога имате публика од сите страни, тоа е многу значајно за еден актер, но и значајно за еден театар, значи дека театарот е на правиот пат, дека продуцира нешто што е добро, знаете, зборувам во контекстот на представите и се радувам дека е така. Годинава актерот Никица Јанковски ја доби наградата за најдобра улога за млад актер во представата Разбуди се Тина, која мотив повеќе да го покаже своето знаење во она што е најдобар. Театарот е негова голема љубов. Од тука започнува убавата приказна на момчето кој полека го гради својот успешен пат. На 7 годишна возраст во театар Куманово. Често знам да кажам дека се уште не ми допира нозете кога ќе седнев на седиштето и кога ги гледав по старите колеги како играат на сцена. И тука некако ми се вроди љубовта, нели, за театарот преку тие проби кои што ги правеа. Јас за среќа бев близу до театарот, ми беше мојата училница, моето училиште. И така некако се вроди љубовта да бидам ете некако актер, па подоцна и преку една друга манифестација која што ја водеше Центарот за култура, тоа е преку маскембалот, па правев некои костими кои што ги правев сам со помош на моите дома. И ете така тргна мојата скромна сега за сега кариера. Трета награда, првата награда е колективна награда, тоа е за најдобра представа на фестивалот Денови на комедија, тоа е за представата Секси лаги. Втората е на фестивалот Малиот принц, кој што ми ја доделија за најмлад актер, и третата награда, како што рековте, една за мене најзначајна награда, не дека другите се помали, но некако сега уште ми е брзо, сега се случи, ако ми верувате дека се уште ме држи оној адреналин, на убава енергија, како вчера да ја земав наградата. За мене посебно драга награда, бидејќи тоа е една награда со која што мислам дека растам на прав пат. Но од еден посебно драг фестивал, ќе ви кажам и зошто, затоа што тоа е една награда, тоа е на еден фестивал со кој што јас сум израснат буквално од мали нозе, кој што сум го посетувал, па преку него и веќе почнала да ми се вродува љубовта кон театарот. Се сеќавам на мојата прва представа. Тоа беше Ахасфер во режија на Ненад Витанов. Една прекрасна представа. Се радувам и се уште дури го паметам текстот. Нели, тоа дека еден од најголемите убавини беше кога бев на сцена, но и најголемите стресови, знаете, некогаш кога ќе се прекрши нешто во вас, дека веќе сте тргнале, нели, на некој сериозен пат, кога ќе ве гледаат вашите другари, пријатели, вашето семејство. Ние имаме повеќе дејности, имаме литературна дејност, ликовна дејност, фолклорна дејност, за сите тие дејности ние добиваме проекти од Министерство за култура и имаме проекти кои сами ги правиме со другите корисници кои аплицираат на годишните конкурси на Министерство за култура, така да до крајот на годината ќе организираме, имаме неколку концерти на класична музика, имаме 2 изложби, тука би спомнал посебно изложбата Скици која е од годишната програма, тоа е биенална изложба. И сигурен сум дека ќе има интерес кај публиката. Исто така би сакал да го најавам и гостувањето. Преговараме сега со друштвото Франце Прешерн, хорот да дојде да направи еден концерт во Куманово
би сакал да најавам исто така и за театарот две театарски премиери. Едната е на македонски јазик, другата е на албански јазик, македонска и албанска драма. Би требало некаде на средината на декември да излезат двете премиери. Исто така имаме една новогодишна театарска представа која сигурен сум дека ќе најде исто така на интерес кај најмладата публика, бидејќи мора и за најмладите да направиме некои театарски представи. Сигурен сум дека годината ќе завршиме успешно овие месец и половина колку има остатокот од годината. Сега сум во подготовка на представа, на една нова представа која што е во продукција на Театар Куманово, тоа е Сакатиот, Билиот и Нишман, која што се очекува наскоро премиера. Сега некако фокусот ми е тука да завршам, подоцна имаме и некои други планови со театар за новогодишните представи, но и приватни планови кои што не оставам слободно време за себе да бидам некако во некоја комфорт зона да зазам. Зградата на театарот при Центарот за култура е во процес на довршување и целосна реконструкција. Наскоро ќе добие нов современ театарски објект, инспиративен за културниот живот во Куманово. Зградата на Театар Куманово е во реконструкција, така да мораме да изнајдеме начин за да функционира театарската дејност. Имаме прилагодена мала сала во театарот во која ги подготвуваме театарските представи, а секако тука се и гостувањата. Овој период гостувавме и на театарски фестивал во Виница, бевме во Гевгелија, сега на 29 ноември имаме закажано гостување во Струмица со најновата театарска представа Разбуди се Тина. Преговараме за гостување во Хрватска, во театарот Винковци, кои се наши соработници, така да активни сме на тоа поле. Финансиските средства се обезбедени за идната година, во тек е јавната набавка и сигурен сум дека има парите обезбедени се од Министерството на култура и сигурен сум дека кога ќе се започне со работа во почетокот на 2026 комплетно Театар Куманово евентуално до средината или почетокот на 2027 ќе биде завршен и ќе можат актерите и сите вработени кои се од Театар Куманово да го добијат својот дом, а градот Куманово да го добие реконструираниот театар.